последната седница на Централниот одбор се национално и донесе одлука за одржување на предвремени парламентарни избори. Кога може да присутствуваме одлука по односно ова прашање и дали за следниве година најавена нова седница на Централниот, бидејќи не стратегија присутствуваше председателот на партијата. На последниот состанок на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се донесе одлука да се овласти извршниот одбор на партијата да ја донесе одлуката. Како што е наведено и во заклучокот од Централниот одбор, дека до крајот на оваа недела треба да се состане извршниот одбор и да се донесе одлука. Колку врз оваа одлука ќе ние ставот на меѓународната седница на представниците на Европската унија, вчера директорот на директоратот за проширување Даниелсон рече дека сега не е време за избори, фокусот треба да остане на реформи. Колку ќе се земе каквиот став во предвид при донесувањето на одлука? Во предвид се земаат сите ставови. Имаме, како што веќе неколку пати кажувам, силни аргументи и за одење на избори, на предвремени парламентарни избори, и аргументи кои што ни кажуваат дека можеби предвремени парламентарни избори би можеле да го закочат интегративниот процес на државата во Европската унија и НАТО. Но имајќи во предвид дека ова барање доаѓа од председателот на најголемата опозицијска партија, вреди една сериозна дебата во рамки на телата и органите на партијата пред да се донесе конечна одлука. Секако, ставот и аргументите на нашите пријатели и партнери од меѓународната заедница сериозно ќе имаат влијание во донесувањето на одлуките. Дали започнахте процедурата за номинирање кандидати за председателски избори? Ние донесовме одлука на последниот Централен одбор дека Конгресот ќе се одржи на 3 март. Она што треба да го порачаме и она што е јасно и треба да го знае јавноста, дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе избира председател, а не кандидат за председател. Се извинувам, поради телевизорот не можев да го слушам. Секако, кога сме во активна коалиција со нашиот коалиционен партнер, имаме редовни консултации и координации по сите прашања и по актуелните политички прашања. Не постои никакво несогласување во коалицијата. Значи дека ќе има консенсуален кандидат за председател? Останува на тие координации и консултации да се договориме и да продебатираме околу консензуалноста на кандидатот и тоа што значи консензуален кандидат. Оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, решава многу наследени проблеми од претходната криминална власт на ВМРО-ДПМН. Впрочем, знаеме дека скандалот кој што излезе за 12.000 наши граѓани, на кој што буквално придонесите им биле уплаќени само во едниот пензиски столб, знаеме дека биле сериозно оштетени тие граѓани. И ние се држиме и изнаоѓаме решенија на овој проблем со цел да им го решиме проблемот на истите тие граѓани. Со задоволство можам да потврдам дека се обезбедени, поправете ме ако грешам, 19 милиони евра за надминување на проблемот на тие 12.000 граѓани. Значи има штета за граѓаните, така со оглед на тоа дека вице-премиерот вчера рече дека нема штета. Не, штета има за осигурениците. Ние не утврдуваме вина. Ние наоѓаме решение. Вина се знае кој треба да утврди. Значи се пак оставаме простори и Има надлежни институции кои што треба да поведат постапка за да утврдат одговорност. Ние решаваме проблем на оштетени граѓани заради претходни лоши политики. Тоа е суштината. Одговорна политичка партија и државотворна на изнаоѓа решение на проблемите. Надлежните институции правосудни изнаоѓаат и во транспарентна постапка пронаоѓаат дали има вина и одговорност и кој треба да ја сноси. Ви благодарам. Имајте убав ден. Само малку се задушувате, пошто не порано, не ни пристигнат. Се извинувам. Ама зависите по 12 години. Се извинувам. Имајте да
Може да се сослушаме сите? Ве молам прашањето уште еднаш. Добро. Ова е лицемерно е од ВМРО ДПМН да тврди дека оваа влада ги крати пензиите. Спроведуваме реформа каде што ќе има усогласување на пензиите 2 пати годишно и тоа ќе ги усогласуваме пензиите за 100% од растот на трошоците за живот, а не како што тоа се правеше порано за 50%. Статистичките податоци се доволен и добар показател за тоа дека пензиите растат. Ако го земеме фактот дека во 2017 година просечната пензија изнесувала 13.954 денари, а во 2018 година 14.421 денар, ова е убав показател дека реформите се спроведуваат, пензиите растат и ќе продолжат да растат и да се исплаќаат на време. Нема кратење, апсолутно. 2 пати осогласување и тоа за 100% согласно растот на трошоците за живот, за разлика од тоа како се правеше претходната власт, тоа беше за 50%, со што пензионерите не добива вистинско зголемување на пензиите. Ви благодарам.